Знам дека имате страф од избори. Анкетите покажуваат одредени резултати кои што сигурно ве загрежуваат. Но се согласувам со вас за една работа, дека треба државните интереси да ги ставиме над партиските. И сега преку тоа да дојдеме на вашите тези поврзани со надворешната политика. Прво, ајде да зборуваме за хистеријата која што ја ширите постојано во јавност. Хистерија, например, дека влада е српски свет, секојдневно пресконференции. Влада е српски свет, а председателот на владата пред 2 дена подпиша договор за стратешко партнерство со Хрватска. Замислете, тоа е тезата на СДСМ, од другата страна имате реалност. Или, например, реформи нема, Европската агенда е запоставена. Први во регионот во делот на исплата на средства од планот за раст. Трето, само уставни измени се, нема потреба гаранции да бараме. А замислете, видете, и ви препорачувам да го следите интервјуото на 360 степени на премиерот на Хрватска Андреј Пленковиќ, кој што вели многу е разумен ставот на премиерот и на владата да се бараат дополнителни гаранции. Може би на вас најдобра лекција за штитењето на државните интереси треба да ви ја дадат и представници на странски држави, кои што велат во право сме во тоа што го правиме. Или тоа што го кажа господинот Антонио Кошта во сред Софија, дека државата треба да добие дополнителни гаранции. Или може би белгискиот министер за надворешни работи пред месец дена во Скопје, кој што рече да, оваа држава заслужува да добие дополнителни уверувања. Проблемите кои што ги имате создадено, кои што се наталожени во делот на надворешната политика, за жал не можеме преку ног да ги решиме. И не сме ветиле дека преку ног ќе ги решиме. Но дека ќе одиме чекор по чекор кон национална отстапки, кон попусливост кои што не вродуваат со резултат. Име сменивте. Нема отстапка која што не ја прифативте. Дали имаме почнато преговори со Европската унија? Милион ветувања. Ова е европската иднина, ова е одлуката која што е донесена, никаков напредок немате донесено. Па читајте ги извештаите на Европската комисија, дури вашата влада владееше со државата. Резултатите се страшни и затоа велам јас ве разбирам од една страна дека сте под притисок од тоа хистерично раководство. Искрено да ви кажам, тук срам ме јаде кога ги гледам на тие пресконференции, бидејќи знам дека не верувате во тоа. Знам дури дека интимно се гордеете кога не гледате како ги штитиме националните интереси. Го знам тоа, господине Тречулес.